За непол месец треба да заврши целосната реконструкција на оделот за физикална медицина при Кочанската општа болница, каде се рехабилитираат дел од повредените во дискотеката Пулс. Нацрт планот и изготвени градежните активности започнуваат од денеска. Освен целосна реконструкција на салата за физикална терапија, ќе се реконструираат и тоалетите на одделенијата за хирургија, гинекологија и неврологија. Ќе се реновира нова просторија за лазер терапија, електротерапија, магнетна терапија и планирани се исто така и нови апарати кои што ќе бидат мултифункционални, значи за да се обавува комплетната терапија на еден пациент, значи комплетно тоа што му треба, да има добар пристап, значи со реконструкција и на тоалетите и на комплет просториите за каде што се врши и сегашната физикална терапија. Дека има потреба од реконструкција на оделот за физикална терапија посочуваат и пациентите кои беа повредени во дискотеката Пулс. Велат кадар има, но за нив треба максимална поддршка и услови за работа. Има кадар што сака да работи и што сака да помогне, значи само условите да се подобрат и организационно да се подобри структурата на функционери. Инаку имаме и луѓе, имаме и се, меѓутоа знаеме дека помалку е кадар се, повеќе терет има на тие што се останати, меѓутоа треба доста поддршка за да можат да функционират како што треба. Во моментот на оделот за физикална терапија во Кочани се рехабилитираат 45 млади лица кои беа повредени во дискотеката. Со започнување на градежните активности, најголем дел од нив кои се водат во прва група ќе бидат сместени во одмаралиштето на Пониква. Што предвидена и работна терапија да се уклучи и различни типови на вежби за заекнување на целокупната мускулатура, не само на мускулатурата која што е погодена со изгореници, туку на комплет целокупната мускулатура, затоа што голем број од нив поминале голем дел од нив поминале долго време во болница во на иста позиција и треба да се зајакне комплетната мускулатура. За сега сите пациенти повредени во дискотеката Пулс кои се рехабилитираат во Штип и Кочани се во добра здравствена состојба.